Стресот е неизоставна компонента на медицината на животниот стил. Ако нешто покажа науката за животниот стил, тоа е дека во изминативе децении многу ги подценивме и исхраната и физичката неактивност. Но можеби влијанието на стресот е најподценетата важна работа за нашето здравје во комбинација со изворедното значење за редовното спиење. Кога сме биле создавани, стресот не бил смислен да ни го скратува животот. Напротив, неговата цел е да ни го продолжи животот. Кога нашите далечни предци најчесто доживувале стресни ситуации, тоа најчесто значело блиска средба со некое опасно животно или со некој грабливец. Тогаш се активирале механизмите на стресот кои го подготвуваат телото за една од две можни реакции – или да се бори, или да бега. Стресот има за цел да го стави нашето тело во состојба на подготвеност и екстремна будност. Но не било замислено дека тој стрес секојдневно ќе ни се случува. Денес не се среќаваме со грабливци во буквална смисла на зборот, но изворите на стрес и стресни ситуации некогаш ги имаме и по неколку пати во денот. За да го разбереме нивното огромно штетно влијание, ќе го објасниме накратко биолошкиот механизам на стресот. Увидувајќи ги големите штети, верувам дека е поверојатно во иднина да избереме подобро да си го гледаме здравието и да си го зачуваме мирот, отколку да влеземе во стресна ситуација. Се разбира кога тоа зависи од нас. На работа, дома, во сообраќај, читајќи коментари на Facebook. Има многу стресни ситуации кои ни го побудуваат природниот процес на стрес, а не би требало. Кога ќе наидеме на таков предизвик, хипоталамусот во мозокот го вклучува алармот. Веднаш преку нервни и хормонски сигнали се активираат надбубрежните жлезди и тие лачат адреналин и кортизол. Адреналинот го покачува крвниот притисок, срцето забрзано работи и потрошувачката на енергија се крева. Кортизолот пак го зголемува нивото на шеќер во крвта, правејќи ја подостапна неопходната енергија. Но кортизолот има и други ефекти. Тој ги исклучува другите функции на организмот за кои природата одредила дека во момент на средба со крволочно животно не се баш најнеопходни. Па така, потиснати се функциите на имуниот систем и дигестивниот систем, како и на репродуктивните органи и процесите на растење. Истовремено, кортизолот влијае во областите на мозокот, кои што се најодговорни за расположението, мотивацијата и стравот. Но што се случува ако оваа состојба се случува пречесто? Ако причинителите на стрес постојано ни се присутни во текот на денот или барем еден подолг период, тогаш црвеното копче е вклучено постојано. Телото влегува во хроничен стрес и започнуваат проблемите. Кортизолот речиси постојано се одржува во високи граници и почнува да им пречи на останатите нормални функции на телото. Се зголемува веројатноста за појава на анксиозност, депресија, дигестивни проблеми, главоболка, проблеми со срцето, несоница, зголемување на телесната тежина, проблеми со меморијата и концентрацијата. Затоа треба да се изградат механизми на справување со стресни ситуации. Не можеме да ги елиминираме стресните ситуации, но барем има начини како во времето помеѓу нив да го смириме организмот, да го ресетираме, да ги вратиме вредностите на кортизолот на некои по-нормални граници. Дали слушање музика или добро смеење со пријателите, време одвоено за читање или хоби, масажа, фитнес, техники на релаксација, медитација или молитва. Секој би требало да избере што лично најмногу му одговара и тоа што му одговара да го практикува секој ден.